Трошоците на животот во август годинава во однос на август лани се зголемиле за 4,4%, а цените на мало за 4,1%. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во август годинава во однос на јули минатата година изнесува 0,2%, објави денеска Државниот завод за статистика. Зголемувањето на инфлацијата во август оваа година во однос на јули оваа година е резултат на зголемувањето на трошоците на животот во групите ресторани и хотели за 2,1%, мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата за 0,7%, храна и безалкохолни пијалаци, разновидни стоки и услуги за 0,6%, рекреација и култура за 0,3% и алкохолни пијалаци, тутуни и наркотици за 0,1%. Во август 2025 во однос на јули истата година намалување на трошоците на животот е забележано во групите транспорт за 3,1%, облека и обувки за 0,6%, здравје и образование за 0,1%. Трошоците на животот во групите домување, вода, електрика, газ и други горива и комуникација остануваат на исто ниво како и во претходниот месец. Цените на мало во август во однос на јули годинава се намалени за 0,7%. Како што објави предходно Државниот завод за статистика, месечната инфлација во јули годинава била зголемена за 1,1%, а годишната за 4,8%, а во јуни годинава за 0,8% за месечно и 4,5% на годишно ниво. Почетокот на месецов од 1 заклучно со 8 септември полициските службеници издале вкупно 5171 платен налог. Согласно статистичките податоци, 1765 прекршоци се однесуваат на непрописна брзина на движење, 1020 за непрописно паркирање и дури 503 прекршоци за возачи кои управувале без возачка дозвола, соопштија денеска од Министерството за внатрешни работи. Во овој период регистрирани биле 170 казни за пешаци, 176 прекршоци по основ на користење на мобилен телефон и 228 прекршоци по основ на неносење сигурносен појас. Евидентирани биле и 116 прекршоци за прекумерно присуство на алкохол во крвта, 29 минување на црвен семафор и 119 прекршоци кај мотоциклисти кои не носеле заштитен шлем. По основ на Законот за возила од сообраќај биле исклучени 112 возила без соодветна регистрација и 23 што биле технички неисправни. Во текот на вчерашниот празничен ден во рамки на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ земјава, од вкупно 781 издадени платни налози, речиси третина, односно 254, се однесувале за возење со брзина поголема од дозволената. Непал ја укина забраната за социјалните мрежи и воведе полициски час откако протестите против корупцијата предизвикани од забраната оставија 19 мртви. Одлуката е донесена откако 19 лица беа убиени, а повеќе од 100 беа повредени во протестите Генерација Z против широко распространетата корупција во понеделникот. Властите исто така воведоа полициски час во метрополитенската област Катманду за да ги спречат понатамошните протести. Објавата дојде откако демонстрантите ги повикаа луѓето да се приклучат во жалењето за демонстрантите кои загинаа во понеделникот. Протестите го одразуваат широкото незадоволство на младите поради перципираниот недостаток на владини мерки за борба против корупцијата и зголемување на економските можности. Официјалните лица велат дека забраната се однесувала на оние социјални мрежи кои не биле пријавени кај властите, се до тоа како дел од борбата против лажни идентитети, дезинформација и говор на омраза. Инаку премиерот на Непал, Шарма Оли, денеска поднесе оставка откако демонстрантите ја запалија неговата куќа за време на протестите поради забраната за социјални медиуми што беше укината, објави BBC повикувајќи се на соопштение од кабинетот на премиерот. Демонстрантите ги запалија домовите на министерот за внатрешни работи, лидерот на Комунистичката партија на Непал и приватно училиште во сопственост на министерката за надворешни работи Арзу Деуба Рана.
Меѓународната група Global Sumud флотила, која се обидува да достави хуманитарна помош до палестинците во Газа по море, во понеделник вечерта објави дека еден од нивните дронови заготвен во Тунис бил погоден од наводно дрон, пошто избувнал пожар. Групата нагласи дека никој од членовите на екипажот не е повреден. Инцидентот се случил додека бродот бил врзан во пристанишчето Сиди Бу Саид. Според организаторите станува збор за брод кој бил дел од конвојот наменет за Газа. Сепак Туниската национална гарда објави дека нема докази дека бродот бил нападнат, нарекувајќи ги извештаите од социјалните мрежи неосновани. Врз основа на првичните истраги тие наведоа дека пожарот започнал на елекот за спасување, веројатно предизвикан од отпушок од цигара или запалка. Сепак видео споделено од флотилата покажува човек на палубата во еден момент како гледа кон небото, реагирајќи во шок, проследено со блесок светлина, звук на експлозија и чат од предниот дел на бродот. Според членовите на групата, дрон прелетал над бродот, фрлил бомба, пошто избувнал пожар кој подоцна бил изгаснат. Бродот под португалско знаме, познат како Family брод, отпловил од Барселона и бил еден од клучните во оваа хуманитарна мисија. Неколку членови на раководството на глобалната флотила Сумуд требало да патуваат со него, вклучувајќи и шведската активистка Грета Тунберг. Денес ќе се задржи сончево и топло време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен, наместа дожд по Вардарието повремено засилен јужен ветер, како што информираат од Управата за хидрометролошки работи. Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса од четврток до недела ќе преовладува променливо облачно и нестабилно време, со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во опаѓање.